Јана Димитровска, Средно општинско училиште Милејаневски Џингар, Македонска Каменица, 2 година. Почитувани, пред да проговориме, сите ние прво ја пребаруваме салата. Барам еден поглед, едно присуство, еден човек, пред кого секој наш збор добива поголема тежина. И колку и да има луѓе околу нас, срцето секогаш знае кого бара. Тој е присутен вечерва, но сепак, мене ми недостасува мојот Феникс. Мојот Феникс е жив, диша, се движи низ нашиот дом. Јаде на истата маса на која јадам и јас. И пак ми недостасува. Звучи апсурдно, знам, но има апсурди што се потешки од секоја логика, затоа што се вистина. Татко ми работи работа што никој не ја посакува, а сите некогаш ја бараат. Кога ќе му задзвони телефонот во 2 пополнок, не прашува кој ќе плати, туку прашува каде сте, тргнувам. Кога нечиј дом ќе се сруши од тага, татко ми е таму, тивок, цврст и присутен. Неговиот ден почнува тогаш кога на некој му се руши светот. Почнува со нечие збогување. Иронијата е сурова. Човекот што им помага на другите достоинствено да се простат, најчесто не стигнува да седне со своето семејство на неделен ручек. Ние го чуваме неговото место. Наместено, топло, спремно. А столчето останува празно, како неизговорена реченица. Имам 16 години. И да, понекогаш сум лута. Лута сум кога ќе слушнам нечи татко како прашува како помина денес. Едноставно прашање, а толку голема привилегија. Лута сум кога татко ми ќе се врати дома тивко и ќе заспие на каучот. Не од мир, туку од умор што не знае за пауза. И потоа се отвора телефонот, се отвараат социјалните мрежи и таму татко ми повторно присуствува. Во статуси, во коментари, во туги пресуди напишани без да се трепне. Скапи ви се услугите, сакате ќарна туѓа мака, алчни сте. Почитувани, колку е лесно да се фрли збор. Како камене, не тежи додека не удри. А кога ќе удри, не го крши само човекот за кој е наменет, ги крши и тие што го сакаат. Татко ми има фирма, плаќа данок, плаќа вработени, плаќа обврски, како и секој што работи честно. И на тоа плаќа со нешто што не се пишува во фактури. Плаќа со време, со присуство, со пропуштените сакам, кажани на време. А најболното е ова. Кога татко ми е најпотребен дома, тоа е најпотребен некаде на друго место. Затоа што смртта не чека. Тагата не прашува дали си уморен. Луѓето што остануваат за некој покоен не можат да почекаат до понеделник. Па јас, како ќерка, каде да ја ставам мојата болка? Во кого да ја истурам? Во татко ми, што се троши за сите? Во општеството, што суди побрзо отколку што слуша? Или во себе, каде што понекогаш сакам да викнам: тато, те сакам, ама ми требаш. Затоа го викам Феникс. Затоа што секоја ноќ умира од умор, од туги солзи и секое утро повторно се раѓа. Не е со крилја од злато, туку со крилја од обврска, од одговорност, од човечност. И сега дозволете ми да зборувам директно. Тато, знај дека јас те гледам. Го гледам твојот умор. Го гледам твоето срце кое мора да остане цврсто кога сите околу тебе се распаѓаат. И горда сум на тебе. Само имам едно барање. Не е скапо. Не бара фактура. Барам време. Само малку време. Барам да седнеш на маса барем еднаш, без да ти задзвони телефонот. Барам да ме прегрнеш пред да се навикнам на твоето отсуство. Затоа што, тато, најстрашно кога човек ти недостасува од блиску. И вам, почитувани, ви посакувам едно. Не оставајте празни места во вашите домови додека луѓето се живи. Кажете им, побарајте ги, пуштете ги да седнат на вашата маса. За да не мора некој ден да си кажете: ми недостасува, а да биде предоцна да слушне. Вечерва мојата празнина зборува за мојот Феникс, за сите Феникси што ги губиме во работа, во шум, во неправда. Да научиме да ги вреднуваме додека се тука.
Ви благодарам.